Археолошкиот заборавен споменик Маркови кули водно во Скопје можеби конечно ќе се разбуди од зимски сон. Веќе докажан тимот професори, археолози и педагози го промовираше проектот идејна виртуелна реконструкција на Маркови кули водно Скопје со цел обнова на еден од најважните историски локалитети во регионот. Имаме бисер, археолошки бисер во непосредна близина на Скопје. На само 4 километри наводно се наоѓаат овие Маркови кули, кои што се истражувани од 75 до 80 и во неколку наврати 2017 и 2020 година, и имаме податоци веќе за да можеме да направиме една виртуелна реконструкција. Нашата цел е оваа виртуелна реконструкција да ја направиме на терен, односно да го истражиме цело тоа и да го подигнеме исто како што било. Значи, изградено е во времето на Јустинијан, пред точно 1500 години, а Јустинијан е роден тука и ни е наш бренд. Тој е еден од двајцата римски императори кој што е роден во Македонија. Така што ова би било и туристичка атракција, културна, значи нешто прекрасно за сите што го посетуваат водно. Значи нешто слично како Скопското кале. Дури и повидливо ќе биде и поубаво доколку се направи како што изгледало тогаш, затоа и тогаш е направено тоа за да го брани цело Скопје. Значи ова е одбраната на цело Скопје. Значи нешто прекрасно ќе добиеме со ова. Ние сега направивме само виртуелна реконструкција, како луѓето би можеле да видат, да се запознаат, затоа што немаат баш идеја како тоа изгледало. Сега кога ќе видат, се надеваме дека ќе ги поттикнеме да размислуваат на тоа да го направиме на терен. На проектот се работело долго и сериозно. И иако станува збор само за виртуелна реконструкција, тимот се надева дека истата ќе стане и реалност. Едноставно искуството до сега ни говори дека тие виртуелни реконструкции едноставно се еден од најдобри начини да го промовираме сокриеното културно наследство, бидејќи овој локалитет, нажалост, е моментално голем дел од него под земја. И од претходното искуство што го имавме со повеќе локалитети за кои имаме направено реконструкции, додовме идеја за овој, буквално можам да кажам, еден од неколкуте скопски бисери после Скупи, Кале, Аквадуктот, Маџари, Тумба Маџари и Маркови кули, кој што е нажалост заборавен, е на само 3 километри од плоштад од Македонија, на патот на кај средноводно, да речем. За подготовка кога прашувате, значи ова е еден проект од мултидисциплинарен карактер. Применивме повеќе научни дисциплини, геодезија, геодетско снимање, подоцна архитектонски методи врз база на сите досега собрани материјални археолошки податоци и дојдовме да го изготвиме овој труд кој подоцна ќе го видите при самото негово презентирање. Целта не ме тука да застанеме, презентиравме и промовираме, него целта е некако што кажа професорот и мојот ментор Антонио Јакимовски, во иднина ова што е сега виртуелно постане реално, физички изведено, кое што стварно овој локалитет со голем потенцијал, исто така Скопје е 2028 година град на културата и мислиме дека стварно овој локалитет има многу што да понуди и ќе им се допадне на граѓаните прво на Скопје, па и на цела Македонија и така. Професор Томеска Илиевска, доктор на педагошки науки, вели дека Маркови кули мора да стане дел од образованието и културата за децата, младите, граѓаните на Македонија, но и да прерасне во туристичка атракција на градот. Размислувавме како да она што значи обкружување на градот Скопје, меѓутоа и воопшто и на сите локалитети во Македонија да бидат попристапни места, не само за децата и младите, но и за возрастните. Така што нашата цел е да со верување дека ова идејна виртуелна реконструкција ќе постане реалност, да биде еден прекрасен локалитет кој што ќе биде отворено место каде што ќе биде задолжителна точка во програмите за екскурзии, не само за основните, туку и за средните училишта, не само од градот Скопје, туку и од цела Македонија. Да биде едно отворено место каде што ќе имаме одржлив развој на воспитанието, образованието, на културата, на културното наследство, на екологијата, на спортот и на рекреацијата. При тоа ова е
еден добар проект, бидејќи покажа дека доколку немате вмрежување помеѓу институциите, како што е Министерството за култура и туризам, кој што всушност е најголемиот виновник, бидејќи ја препозна нашата идеја и важноста на овој проект и го поддржа истиот, меѓутоа истовремено мораме да кажеме и голема благодара и на градоначалникот на град Скопје, господин Торце Георгиевски, и на председателот на Советот на град Скопје, професор доктор Даме Димитровски, кој што ја препознаа потребата и дозволија токму промоцијата да биде во просториите на град Скопје, бидејќи град Скопје како институција може ќе биде и најповикана во иднина на дело да ги покаже и овие наши замисли, идеи. Не почнуваме, се разбира, не почнува од нас оваа приказна. Пред нас голем број на доајени во археологијата веќе го правеле истото, меѓутоа навистина е потребно да се направи една реконструкција и да добие форма на вистински локалитет. Жалосно е, на неколку километри од центарот на Скопје, како што е овој локалитет, како што е локалитетот Скупи, како што е Аквадуктот, како што е Тумбе Маџари, Скопското Кале, се наоѓаат на вековито старо земјиште, а при тоа немаат недостасува некако содржина. Не само за децата и младите, туку и за другите и повозрастни граѓани и за туристите. Од Скупи преку Кале до Маркови кули. Ова наследство не е само археолошко, туку културна меморија, инспирација за архитектурата, урбаниот идентитет и современиот креативен израз.